Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша емисија ја посветуваме на дезинформациите во полето на туризмот. Како тие влијаат врз туристичката сезона и слични теми. Наши гости вечерва овде со нас во студиото на ТВМ се Даниела Сахова, туристички водич, Филип Мишевски, хотелиер и Чели Касим, туристички работник, воедно и угостител. Добро вечер на тројцата. Добре ни дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. За жал во оваа дигитална ера, колку што доимаме придобивки и позитивности по смисла на олеснување на животот, се соочивме со еден наплив, огромен број на дезинформации, особено на социјалните медиуми, на веб порталите, и сите тие дезинформации ги има буквално во сите сфери. Значи, ниту една сфера не е поштедена, меѓу нив и туризмот. Ние во нашата емисија ќе се посветиме како овие дезинформации влијаат на полето на туризмот. Ќе започнеме со Филип Мишевски. Дали се соочуваме со наплив на дезинформации на полето на туризмот, да ни кажете и какво е нивното влијание, што мислите вие, вашето мислење? Па, сигурно дека постои наплив на дезинформации, тоа постоело и ќе постои во иднина, меѓутоа најважно е како ние се соочуваме со тие, како ги перцепираме и како се бориме да ги истакнеме фактите контра тие со аргументи против тие дезинформации. Значи, постојат дезинформации кои се точни, постојат дезинформации кои не се точни. Постојат и дезинформации кои се ја извртуваат вистината за да намерно створат слика дека одредена дестинација е проблематична. Сега, најголем проблем се дезинформациите кои се пласираат како дезинформација со цел да се оштети одредена дестинација. Тука треба да се истакнат сите тие факти, контраргументи, за да тоа биде побиено. Така да се докаже спротивното. А има и ненамерни дезинформации. Ќе кажам пример. Доаѓаат пример интервју на телевизија од локални телевизии, прашуваат дали хотелите работат во текот на зимата. И сега во текот на зимата охридските хотели, знаеме дека големите хотели најчесто затвараат, односно отвараат само кога имаат поголема бројка на гости, за да може да ги покријат фиксните трошоци. И сега може таа информација од одреден медиум да биде делумно пласирана дека објектот, пример, е затворен, а не генералната слика да се гледа дека тој е отворен само по потреба. И сега тука таа дезинформација е ненамерно пласирана. И со такви дезинформации треба да се бориме. Така и се манипулира. Затоа е многу важно сите тие медиуми да ги пласираат информациите од издржани извори и да е информацијата комплетно предадена према одредени медиуми. Целосно, едноставно да биде. Челик, би сакала вас да ве прашам. Пред сезона најчесто се соочуваме со споделување на фискални сметки од угостителски објекти. Некогаш тие се реални, меѓутоа некогаш и не се реални, па се споредуваат со градови Свети Николе, Кочани. Значи, и тоа е на некој начин манипулирање, бидејќи не можат да бидат исти цените во Охрид и во Свети Николе. Да, се согласувам во секој случај и се соочувам и со оваа проблематика. Меѓутоа, и тука треба да има некоја контрола на пласирање на такви информации. Јас мислам дека повеќе пати тоа се случува за да се наштети, како што и Филип кажа, на одредени угостителски објекти на градот како град во целина. Меѓутоа, знаете, обичниот граѓанин не може да направи дистинкција помеѓу некои ресторани кои што нудат по, ајде да речам, неквалитетна храна, меѓутоа и местоположбата. Сведоци сме дека каде да отидеме во сите туристички центри во светот, локацијата на одреден угостителски објект ја кажува и цената. Значи не може да биде иста цената некаде во центар на некој монденски град или покрај море или покрај езеро со некое место кое што е во некоја периферија. Но тие работи не се споредуваат. Така е. Значи се согласуваме со тој факт, меѓутоа мораме да бидеме искрени да кажеме дека да, се случуваат и моменти каде што одредени угостителски објекти и ги злоупотребуваат. Некој пат мораме да бидеме малку самокритични, меѓутоа генерално тоа се дезинформации, ние сме сведоци дека приливаме во море на дезинформации. Мислам дека вестите кои се пласираат и во туризмот и во угостителството нема некој филтер каде што ќе поминат низ некои проверки, па секој може да пласира како напише буквално што сака.
Меѓутоа, ние во Охрид се бориме со таа проблематика и мислам дека секоја година пред почеток на сезона тие дезинформации се појавуваат, меѓутоа секоја година успешно ги пребродуваме. На крајот бројките кажуваат нешто друго. Така. Сахова, имаат ли чувство туристите кои ќе дојдат во Охрид дека Охрид е многу скап? Бидејќи токму тоа е целта на таа пропаганда која што ни се случува најчесто пред почетокот на сезона или во текот на сезона. Очувствувате ли некое такво чувство во однос на овие дезинформации кои што се пласирани? Па тоа е во зависност, значи, од типот на гостите. Зависно кој тип на гости ќе дојдат. Например, за гостите од Европа, од европските земји, овде за нив е ефтино да го наречам. Затоа е дискутабилно тоа прашање што е скапо, а што е ефтино. Значи, за секој клиент имат одреден производ кој што е со одредена цена и дали му одговарат или не, сепак е дискутабилно тоа влијание. Сега, имаме различни туристи, различна клиентела од различни категории, да речам социјални категории како да го посетуваат нашиот град и одредени туристи за некого е ефтино, истиот тој производ е да речам за некого преефтин, за друг клиент е тоа премногу скапо таа цена. Затоа е малце и тоа дискутабилно зошто е Охрид скап. Меѓутоа имат и причини зошто е одредена цена. Јас би го формулирала како одредена цена. Така. Некако скапо или ефтино. Така. Има секој производ, како што рекоа колегиве, одредена локација, значи си го продава одреден производ спрема местото, локацијата, така да и во Охрид и за домашните туристи, и за странските туристи, значи имаме и скапи места за посетување и ефтини места за посетување. Нивната реакција генерално земена од мојата фела, значи јас ево и подиректно ги добивам фидбек тие, значи како на крајот од нивната посета на нашиот град, значи ги добивам како одговори. Прво ги воодушевило самиот град, така да тоа скапо ефтино како дезинформација се занемарило со фидбекот што го добиле позитивен од како го посетиле нашиот град. Така. Сега би сакала да ве прашам, дали има некоја дезинформација, ево, за вас лично, мислам, зборувам за вашите објекти, хотели, например, кај вас, што излегла во етер? Често пати се пишува, например, ево, јас лично, пошто тоа и го работам, и како факт чекер и често кога ги проверуваме социјалните мрежи, се вади слика од хотел или од смештај, некој па се вели, еве, за ова треба во Охрид да платите 100 евра. Има ли нешто такво поврзано што би сакале да ни го издвоите, можеби за хотелите со кои што вие менаџирате, дали сте се сретнале? Има такви моменти каде што и самите туристи објавуваат одредени, значи, стори, ситуации, меѓутоа ние се бориме со нив директно, со одговори, со факти. Така. Сега има ситуации, ќе кажам пример како нашите локални, не локални, него да речеме републички медиуми каде што објавуваат податок пример за економската состојба за одредена фирма. Знаеме ние дека хотелите работат се од сезонски карактер, работат од главната сезона е од мај до октомври, во другиот период од годината имаат огромни фиксни трошоци што мора да ги покријат. Сега, пошто ние сме како акционерско друштво котираме на берза, објавуваме 3-месечни, 6-месечни, 9-месечни извештаи. И сега првите 6 месеци од годината историски гледано хотелите работат со загуба последните 40 години. Значи, имаме фиксни трошоци кои ги плаќаме, меѓутоа во наредните месеци, во третото тромесечје се прави неголемиот дел од добивката, каде што се покриваат сите трошоци. Тоа се случи и годинава, значи со извештајот од 6 месеци бевме на загуба, сега преминуваме во огромна добивка, која на крајот повторно ќе биде намалена, меѓутоа сепак ќе биде добра. Сега, таа информација пласирана во медиум со 6-месечен извештај испега дека хотелите работат со загуба и дека не се И тоа е на некој начин половична информација, тоа е половична информација. полуистина. Да. Да. Сега тоа е ненамерна, половична или може да биде и Така, намерна. така. Прашањето е дали се објавува намерно или не. И како се бориме со таа информација. Така. Челик, дали можеби вие сакате да ни издвоите некоја таква дезинформација која што ви останала актуелни се случува да слушниме наезда на змии во Охридското езеро. Да. Оваа година јајкулите направија фама, што навистина е нонсенс. Јас би сакал во врска со ова прашање да кажам да образложам една да кажам многу битна работа. Охрид како туристички град, ете ние сме сите инволвирани во истата фела, дали туристички, дали гостителски, не битно.
Охрид како туристичка дестинација представува за Македонија, за целава држава, бисер кој што значи многу, меѓутоа не само за охриѓани. Тука повторно ќе сакам да кажам да се направи една поента да се потенцира дека градот Охрид како Охрид не е битен само за охриѓани и оние вести кои што се пласираат, а верувам дека на почетокот на сезоната секоја година во април, во мај, оние дезинформации кои што доаѓаат, 90% се од, да речам, надвор од Охрид, медиуми кои што ги пласираат или индивидуалци, не е битно, а помал процент од граѓани на Охрид, меѓутоа Охрид не е само на охриѓани. Затоа што Охрид да биде успешен, Охрид да биде убав, Охрид да биде посетен од поголем број на туристи, значи за сите во држава. Имам некој податок кој што сега го гледав, не знам дали е релевантен, мислам дека е релевантен. Девизниот прилив на буџетот на Македонија оваа година од странски туристи или од туристи во глобала бил 470 и нешто милиони долари. Тоа мислам дека за буџетот е голема работа и од тоа имаат бенефит сите граѓани. Сега дали има змии во езерото, дали водата е загадена или дали хотелите, не знам, се вакви или онакви, тоа само носи штета на сите нас. Немаме бенефит од тоа и затоа треба да сватиме час поскоро дека цела Македонија и треба да се направи посебна стратегија за Охрид како што е Дубровник во Хрватска, нешто што ќе го заштитува градот, ќе допринесува да биде секоја година поуспешен и поуспешен. Не можат охриѓани само охриѓани, сега ќе речат еве по охридска линија, меѓутоа не можат охриѓани како охриѓани да го организираат градот, да го развиваат градот, затоа што градот треба да има поддршка од цела Македонија, затоа што, сега ќе кажам нескромно, еден од поубавите, меѓутоа она што го нуди Охрид и што го поседува како културно наследство, како туристички капацитет е нешто уникатно, кој што ретко кој град го има. И затоа сведоци сме за вакви работи секоја година, меѓутоа се надевам дека час поскоро сите ние ќе се свестиме дека тоа нас само ни носи штета на цела Македонија, а не само на Охрид. Така. Сахова, како туристички водиш, контактирате директно со туристите, ве прашувале ли има ли змии во езерото, кога ќе ги слушнале тие дезинформации, годинава за екулите, или слични некои дезинформации кои што директно ве прашале, збунети луѓето, па вие треба да ми објаснувате дека тоа е лага, не е вистина за градот. Така, да. Често има такви дезинформации. Например, имав една како дезинформација, односно од туристи што не биле информирани, што мислеле дека Охрид е само Свети Јован Канео. Значи го замислувале Охрид, едноставно бил продаден како сликава од Охрид, е продадена само со Свети Јован Канео. И пак ќе речам, позитивно изненадени, значи од сето тоа што го поседува Охрид и сите тие работи, значи повратно како информација што го добиле. Најчесто имав и прашање кога беше таа лажна информација проширена дека, да речеме, вулканот проработил. Па ме прашуваа каде е вулканот, па каде можеме, дали можеме да дојдеме до вулканот. Значи, некои дезинформации од една страна, како што рекоа колегиве, од негативна и лажна информација, па ние се потрудивме на локално ниво, се потрудивме сето тоа да го свртиме во наша корист, да биде како позитивна информација и сите тие што го посетиле, значи да дојдат овде и да се уверат дека тоа не е така и дека била лажна информација, па излегло и на социјалните мрежи дека позитивно поминале во Охрид, не ни е све така негативно, затоа и не случајно и сме толку популарни. Одлично, убав пример не издвоивте. Овде би сакала да го погледнеме прилогот кој што ние претходно го подготвивме, што смета научната фела, како лагите се одрезуваат врз туризмот. И туризмот не е имун на дезинформациите кои станаа секој невие во интернет ерата, по социјалните медиуми и по порталите. Често се споделуваат лаги и манипулации кои го уриваат имиџот на градот Охрид како главен туристички центар. Лагите поврзани со превисоки сметки од хотелско-угостителските објекти во Охрид, од плажи, сендвичари и пекари се особено актуелни
преди за време на туристичката сезона. Неодамна, со огромна брзина на социјалните мрежи се споделуваше фотографија од Охридски геврек со цена од 130 денари. Оваа фотографија се испостави дека е лага и дека е од Скопскиот аеродром, но се споделуваат лажни фотографии кои често се и фотошопирани, изменети наменски за да предизвикаат револт и подсмев кај домашните гости. Овие дезинформации и манипулации прават штета, особено врз домашните туристи, кои читајќи ги медиумите, имаат впечаток дека Охрид е поскап од сите туристички дестинации во регионот. Штета е што да речем од нашите кои ни произлегуваат таквите дезинформации, ретко кога странци тоа ќе го направат, се разбираме, и се во корист на ситни интереси. Односно, а тие во најголем дел се, како што рековте, дезинформации. Оно што сакам секогаш да го потенцирам е дека нема високи или ниски цени, туку што добивате за оно што го плаќате. Тоа е вистинското. Имате затоа хотели од 5 звезди кај што ќе платите, што ќе добиете. Имате сместување од низок ранг, што ќе добиете. Важно е да за вредноста, за парите да добиете. Се споделуваат изманипулирани искуства за лоша услуга, лош квалитет и слично. За угостителите ова е еден вид пропаганда против Охрид. Дека секоја година сме сведоци на некоја негативна кампања. Ево и ова година покажа дека ниту сме скапи, ниту е Охрид гнасен, ниту езерото е загадено. Самите бројки на туристи покажуваат дека Охрид заслужува малце повеќе внимание и самите гости знаат да го ценат тоа што го гледаат во Охрид. Ка никој од гостите не се пожалил на цената, никој не се пожалил на квалитетот. Во Охрид можам да кажам дека е една од најевтините балкански дестинации. Сме биле и на други места, гледаме дека веќе и во соседството дестинациите туристички се поскапи. Научната фела смета дека во битката со напливот на дезинформација најголемата улога ја имаат професионалните медиуми, кои треба да возвратат со вистина и факти за разобличување на лагите. Јас би рекол дека на дезинформациите мора да влеземе, се бориме со информации. Што значи со факти. Фактите се, како викаат, пред фактите и боговите молчат и веројатно кога нема да ја постигнат целта дезинформациите, веќе изворите на дезинформација ќе полека, но сигурно ќе згаснат. Денес е отворен светот. Брзо стигнувате до информации, само треба да на таква информација брзо дезинформација да одиме со вистинска информација, таа брзо ќе изгуби во своето значење. Лага е дека во Охридските кафулина се продава најскапото кафе. Голем дел од порталите во јули годинава објавија дека еспресо во Охрид чини од 90 до 150 денари, што не е точно. Во голем број кафулина во центарот на градот еспресо има и за 70 денари, а надвор од централното подрачје еспресо има дури за 40 денари. Дезинформација е дека Охрид е поскап од Црна Гора, Хрватска, Грција и Албанија. Во сите земји во регионот цените на угостителските услуги се релативно поскапи во однос на Охрид. Се враќаме повторно во нашата емисија како дезинформациите влијаат врз туризмот. Го погледнавме прилогот со професорот Сашо Коруновски, кој што убаво кажа дека со тие дезинформации кои што секогаш не се јавуваат пред сезона се прави една негативна пропаганда која што секако дека влијае врз туризмот, особено врз домашните туристи. Кога некој во Источна Македонија ќе гледа дека цените во Охрид се прескапи, тој нема да го избере Охрид за туристичка дестинација. Тоа го покажуваат прочем анализите на научната фела. Друга позната лага која што ја имаме пред сезона е водата во Охридското езеро. Нередко, туку редовно може да кажеме, секогаш пред туристичката сезона се споделуваат информации како водата е небезбедна. Водата во Охридското езеро е загадена. Ете оваа година во јули чинам беше кога Центарот за јавно здравје го објави извештајот и
Никој од медиумите не го пренесе извештајот онака како што треба. Значи, најчесто насловите беа водата во Охридското езеро загадена или небезбедна, а впрочем, и тоа беше уште една дезинформација и манипулација, односно водата секаде беше од петта категорија, одлична, само на некои точки имаше загадување, и тоа некое мало и пак безбедна за капење, но тоа некако во јавноста се преврте и се крена фама. Што мислите, Филип, за ова? Јас ќе почнам прво со една асоциација на водата. Знаеме дека пред некој време се објави дека има во Охридското езеро се пушти лајколи. И тоа е точно, мислам, тоа е тотално неточна информација и таа информација беше со факти побиена. Сега, имаме ситуација кај што за водата имаме делумно точна информација. Што значи тоа? Пример, ако мериме каква е водата во делот на Далјан, кај што се слива Сатеска, тука знаеме сите во која состојба е. Втора или трета категорија. Меѓутоа, тоа ако се пласира во контекст на тоа дека целата обала е загадена, тука имаме проблем. Тука треба ние како да најдеме начин да се избориме таа информација, дезинформација, да ја пласираме во обратен правец и да кажеме дека сите плажи се безбедни за капење. Точно. Тоа е точно. Меѓутоа, ако гледаме сега од научна гледна точка, ќе кажам нешто што можда ќе изгледа како дезинформација од моја страна, меѓутоа можда информација во едниве 30 години. Со професор од Природно-математички факултет го прашав за која е тенденцијата за развој на биодиверзитет во Охридското езеро во однос на загадувањето. Знаеме ние дека колекторот не е 100% во функција. Имаме тука имаме делови кои што мора да се репарираат. Мора да се најдат средства за тоа да се среди. Меѓутоа, со ова ниво на инфраструктура, со ова ниво на градби, проекцијата на Научниот институт при Природно-математички факултет, што можда и не е ни точна информација, тоа е проверено само од еден институт. Дека во наредните 40 години Охридското езеро ќе биде како Преспанското езеро, што значи дека целиот биодиверзитет ќе биде сведен на нула. Ова информација не е пласирам како информација, ова е непроверена. И овој дел треба да се земе со резерва. Меѓутоа, како дестинација, ние мора да имаме, значи, некој одржлив карактер, со одржливи и цени и услови и да таргетираме во наредниве 40 години да знаеме како стремиме. Значи мора да се донесе стратегија за развој на туризмот во Македонија и на локално ниво и таа стратегија да биде во корелација со сите други институции, и ХОТАМ, и Министерството за економија, тука да го земеме предвид, и хотелите, и агенциите, сите тие да бидат во еден склоп и да се направи финансиска конструкција и оперативен план како таа стратегија ќе може да се имплементира во наредните 30 до 40 години. Имаме шанси ние да го вратиме езерото. Ова е само некоја проекција груба, можда и дезинформација, меѓутоа тоа треба да не води напред како ние во ограничувачки фактори кои ги имаме да ги сведиме на минимум и да инвестираме во еднината. Така. Челик, вашиот став на ова прашање, дел од медиумите одеа и во таа насока. Немојте да се капите на охридските плажи, вируси, вирози, повраќања. Така, веќе толку безброј дезинформации се објавуваат што веќе не можеме да ги пропратиме. Филип кажа, јајколи имавме минатата година, ама среќа ги снема некој време. Меѓутоа, шала на страна, Охридското езеро е, како што сите знаеме, едно природно богатство кое што го имаме веќе толку милиони години. Ретко каде што може да се најде езеро од овој формат, свесни сме за тоа. Меѓутоа, ете ние како представници на туроператори кои што се во светски рамки, нели можеме да видиме дека во Западна Европа и во светот секако голем акцент даваат врз заштита на природното и културното наследство и природните богатства. Охридското езеро час поскоро, јас сум кажал и неколку пати и во други дебатни емисии, треба државата да донесе стратегија, ќе повторам државата, затоа што Охрид на локална основа нема сила тоа да го направи. Сведоци сме дека сите пловни објекти во езерото пловат на дизел мотори. Тоа е, впрочем, како и колекторот кој што не е завршен, меѓутоа е едно од најголемите загадувачи на езерото. Треба да се најде начин како тоа да се промени. Има сега средства, има и начини како да се променат сите оние пловни објекти кои што пловат и го загадуваат езерото, а гледаме дека секоја година ги има повеќе и повеќе во езерото и со тоа ќе дојде до голема заштита на целата биодиверзија во езерото, која што несомнено е ендемична и ја нема никаде во светот. А што се однесува до дезинформациите кои што произлегуваат, јас би се навратил, би кажал дека тие дезинформации имаат големо влијание врз домашните туристи, затоа што овие вести кои што се пласираат во државата
ги читаат 90% домашните гости и многу лесно после почетокот на сезоната се побиваат тие информации затоа што Да ги снимва. Некако исчезнува. странските гости кога ќе дојдат и кога ќе ја видат, кога ќе го видат езерото, кога ќе го видат квалитетот на водата, просто се воодушевуваат. Викаат, сме биле на толку различни места, сме виделе езера, ајде да не споредуваме море. Ваква чиста вода, ваква провидна вода не сме виделе нигде. Зборуваме за гости кои што го прошетале светот. И затоа, како што кажа Филип, информациите треба да бидат точни, екзактни, да се каже кој предел од езерото, кој дел Така, е загаден, има неколку точки, каде да што не се имаме- генерализираат. Така. И апсолутно тоа се дезинформации кои штетат врз туризмот, меѓутоа тоа се локални, тоа се само во држава. Да, и најчесто ги засега домашните Странските туристи. Тие гости може не да ни знаат за подлегнат, тоа, тие ќе точно. слушнат нешто парцијално, меѓутоа генерално Да. тие не ни знаат за тие работи. Така. Даниела, вашиот став околу ова, сте имале ли ситуација да ве прашаат каква е водата во Охридското езеро, дали е безбедна за капење, затоа што често пати се зборува дека не е добар квалитетот? Да, се случуваат и такви прашања, меѓутоа самата вода, самото езеро, како што рече колегава, значи самото езеро, провидноста на водата, чистината, без разлика каква била информацијата, едноставно ги привлекува. Најчесто прашуваат нели дали водата е безбедна за пиење, нормално дека е безбедна за пиење, меѓутоа знаеме дека кога патуваме најчесто по сите препораки, менување на клима, нели различно тело, различно реагира на одредени климатски промени, така да најчесто нели препорачуваат флаширана вода секој кој што се ја пие, флашираната вода, таа вода да си ја носи со себе, да не менува без разлика, нели, сепак е патување. Меѓутоа, значи сум била често пати сведок, си пијат од водата од како ќе го потврдат како информација, дали е безбедна водата во хотелот да пие, нормално дека е безбедна, дополнително значи контроли се вршат и кај хотеливе за квалитетот на водата за пиење, а да не зборуваме значи за езерскава вода. Така да, многу ретки ми се искрена да бидам тие прашања, како што споменавме, најчесто ни се тие од домашните. Јас мислам дека едноставно сакаат некако домашниве туристи да ни ја обезвреднат таа вредност што ја имаме, а реално треба да веќе се подигна и нивото на туристичката свест, мислам и во кај домашниве туристи, бидејќи и тие излегуваат надвор од државата, нели, ќе прошетат, ќе видат, ќе споредат одредени работи и мислам дека сакат да им биде нив поевтино, односно да им биде ефтино како што е во местото на живење. Меѓутоа свесни сме дека кога одиме на патување, дека таму за одредени услуги ќе си платиме и одредена цена. Така да, како што рековте и за пред секоја сезона некако и ни станаат досадни тие дезинформации. Затоа што секоја година Истите се вртат. Истите информации и некако ги побивме како години уназад, ги побивме дека не е тоа точно, дека позитивно им возвративме. Така, одлично. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот кој што ние го подготвивме од Центарот за јавно здравје, кој што јасно демантира дека квалитетот на водата во Охридското езеро на повеќето вдолж крајбрежјето, на повеќето места е од прва категорија. Дезинформации, полувистини и манипулации неретко се пласираат и за квалитетот на водата во Охридското езеро. Кликбейт наслови кои денес се популарна мамка за привлекување на што повеќе посетители на веб страниците. Од типот водата во Охридското езеро е загадена, фекалии пливаат во Охридското езеро, небезбедна водата за капачите во Охрид и слични, најчесто се сретнуваат пред стартот на летната сезона. Оваа година во месец јуни погрешна интерпретација имаше на соопштението на Центарот за јавно здравје Охрид, кое се однесуваше на квалитетот на водата, наместо да се пренесе целосната слика, дека само на одредени точки вдолж езерото водата е од пониска категорија, а сегде од повисока.
односно безбедна за спорт и рекреација. Повеќето портали информацијата ја презентираа обратно. Од Центарот за јавно здравје велат, често медиумите погрешно ги презентираат стручните изрази, некогаш од незнаење, но некогаш злонамерно и тенденциозно. Негде се тие случајни, но негде се и смислени и злонамерни. Сето тоа се некои стручни содржини кои што навистина бараат и од оние кои што ги објавуваат и од оние кои што ги бараат од нас да имаат барем основно познавање или пак да побараат од стручните лица кои што се вработени овде дополнителни информации, дополнително појаснување за одредени содржини пред да ги објават. За жал не сме имуни и не сме сведоци дека така се прави. Чест на исклучоци кои што го работат тоа професионално, но има голем број портали, голем број медиуми кои што навистина само ќе загребат на површината, нема детално да го прочитат одреден извештај, одредена информација и ќе ја пласираат информацијата како сензација која што не соодвејствува, односно не одговара на она што е вистински и реално. Од дезинформациите трпат штети институциите, но најголема штета има туризмот, бидејќи кога се шират лаки дека водата е загадена и небезбедна за капење, голем дел од граѓаните ќе го избегнуваат Охрид како туристичка дестинација. Дезинформациите се измислени за да направат штета или за да дезинформираат одредено подрачје, одредена јавност и секако на институцијата. Доколку вие ширите дезинформации дека водата не одговара на одредени места, а немате точни информации за тоа, тоа е штета и за градот, и за туристите, и за жителите на Охрид кои што и живеат од туризмот, но и за оние кои што туристи сакаат да дојдат и да ги чувствуваат благодетите на Охридското езеро. Секако дезинформациите се штета и за оние на кои се наменети, но корист имаат одредени луѓе кои што ги пласираат, а кои што имаат други интереси. Граѓаните треба да бидат медиумски писмени, да не ги земаат информациите здраво за готово, секогаш да ги проверуваат дали во нив се застапени факти од официјалните извори. Свеста, одговорноста на самите луѓе, на јавноста, ако добијат дезинформација, односно информација дека водата на плажата Горица не е за капење, треба да се обратат до нас. Доволно сме отворени, транспарентни, ние кои што вршиме такви анализи. Ако е нешто за некоја друга проблематика, за воздух или за храна, или може да се обратат, да добијат информации точно од официјална институција. Главната улога во битката со дезинформациите, полувистините и манипулациите, кои станаа секојдневие, ја имаат новинарите и медиумите, кои секогаш треба да се држат до фактите и да ги базираат своите извештаи на податоците од официјалните извори. Еве не повторно во студиото, во овој дел од нашата емисија ќе се осврнеме на тоа како дезинформациите се одразуваат врз туризмот. Дали имаме финансиски импликации, дали можеби губиме гости во туристичката сезона? Да, сигурно дека дезинформациите влијаат негативно врз финансиските резултати на одредена дестинација. Меѓутоа, пак ќе повторам, како се бориме со тие дезинформации е клучно и како прво треба да расчистиме од кај доаѓаат тие дезинформации, дали се вистините, не се вистините и после да најдеме начин како да ги сузбиеме. Сигурно дека влијаат и на хотелите и на локалната самоуправа, меѓутоа влијаат и на државата, пошто индиректно градот Охрид е дел од еден проблем од целата држава, што значи дека ние како дестинација целосно губиме ако самите ние се пласираме информации кои не се точни. Еве пример, ќе кажам како еден пример што може да не е ни точен, меѓутоа се најави дека ќе има промена во начинот на субвенционирање на странските туристи. И тоа го најавија. И сега го кажувам во контекст на тоа дека таква најава во моментов кога тие странските оператори веќе ги продаваат своите пакети за наредната година, ние најавуваме сега во моментов дека е можна некаква промена на тие субвенции. Тоа ствара недоверба во одреден систем. Значи системот мора да биде проектиран со одредени законски одредби на подолг рок. Не сме
државата да си дозволи со одредени манипулативни информации за одредени дневно-политички цели да доведе во ситуација да странските оператори бидат несигурни во одредена дестинација. Ова кажам како пример. А такви примери има милион. Има и меѓу нас, има и меѓу хотелите, има и меѓу агенциите, меѓу луѓето како нас, меѓу угостителите едни со други, што значи дека ние меѓу нас треба да дадеме една кохерентна слика пред странските и пред домашните туристи. И да направиме еден издржан производ на подолг рок, што значи дека ако дојдеме во Охрид, такси услугата да знаеме колку ќе не чини во езеро, надвор и секаде. Или одреден ресторан. Ако има одредена категорија, треба да се поделат рестораните по одредена ценовна категорија. Меѓутоа, таа услуга што ја дава тој ресторан треба да биде со квалитетот што е очекуван за таа цена. Тука ако има дискрепанца, тука се јавува онај негативен фидбек од било кој гостин. А ние сме премногу упатени на домашните гости. Меѓутоа, не ги перцепираме доволно странските. Пошто странските не пишуваат на локални медиуми, тие пишуваат директно на одредени портали, директно на Booking, едноставно тука имаме директна релација секој посебен медиум со странските гости. Таа борба е многу потешка и тука треба ние да се позиционираме многу по-значајно на странските гости, пошто тие се основата на развој на одредена дестинација, не домашните. Домашните се. Меѓутоа, премногу ние гледаме се затвараме во одреден мал круг. Така. А сем вашето мислење, дали дезинформациите го уриваат угледот на градот, па ни прават и финансиски штети? Секако дека го уриваат. Дезинформациите, јас напоменав, само ќе може да ни донесат штета, а никако не може да ни донесат полза. Меѓутоа, би се надоврзал со она што Филип го кажа, ние многу е важно да имаме државна стратегија за развој на туризмот во Македонија и во Охрид, да речем стратешко. Секако дека не можеме овие аномалии да ги сведеме на минимум, затоа што сведоци сме и ние, патуваме во други дестинации. Ќе кажам сега, она што го спомена и Филип, таксистите наплаќаат двојна, тројна цена. Тоа се случува секаде во светот, никој не може тоа да го каде дојшли, немој да користиш такси. Така Таква препорака добиваме. Тоа е нешто што се случува секаде во светот, можда во западноевропските земји не толку, можеби таму има негова поголема контрола и култура, меѓутоа ако одиме во нашето блиско соседство, па и во други некои дестинации кои што се, ќе видиме дека се случуваат истите проблеми. Меѓутоа, јас би сакал да потенцирам дека сепак треба да има, како што кажав, некои контроли и некои филтери каде што овие дезинформации некои кои што ги пласираат треба да потоа одговарат за тоа, па да се запрашаат сите овие медиуми кои што, например, како што вие кажавте, пишуваше вест загадена, водата во Охридското езеро загадена, влегуваш во текстот пишува нешто друго. Меѓутоа насловот за да се добие читаност пишува тоа е дезинформација. Затоа верувам дека треба да има некои санкции. Меѓутоа сакам да напоменам уште една друга работа, не за дезинформации. Туризмот е толку сензибилен, ние сме зависни и од сите останати фактори кои што не зависат од нас. Сведоци сме дека пред неколку години имавме земјотреси во Охридското подрачје, па тоа знаеме какви проблеми имавме во самите букирања. Тоа не беше нешто што ние можевме да го контролираме, меѓутоа веста се прошири толку брзо и ова не беа дезинформации, него беа конкретни информации и колку ние се соочивме со откажување на букинзи, затоа што бевме зафатени со една непогода која што беше од природни, тоа е природен феномен. И затоа туризмот има толку сензибилни фактори, значи ние зависиме од дали имало земјотреси, дали времето било добро, дали температурата на водата била добра и сите овие фактори зависат колкав ќе биде бројот на туристи, дали домашни, дали странски. А кога зборуваме уште дезинформации кога ќе додадеме, секако дека импликациите се тројно поголеми. И затоа треба да обрнеме внимание. Така. Даниела, дали овие дезинформации го оцрнуваат градот? Имате ли таков печаток? Дефинитивно, да. Дефинитивно има влијание. Меѓутоа, пак ќе речам, сега со ова контрола ќе се надополнам и јас. Мора да има на државно ниво поголема контрола. Значи да одговараат за тие дезинформации,
да одговараат одредени медиуми или Да се што ги сноси сподел, одговорност. да се сноси одговорност. Јас сметам дека дури во нашава држава доколку еден медиум што пренесол таква дезинформација биде јавно, значи кажано дека сносил одговорност за тоа, односно платил одредена цена, а најчесто ја плаќаат со затварање. Ние сме сведоци дека имаше многу такви портали и медиуми кои што ширеа лажни вести, па сега веќе и ги нема. Значи и природно прочистување, не поднесле да речам нека одредена одговорност, меѓутоа долгорочно па си го добиле тоа што го добиле. Така да дека има негативни, има негативни. Меѓутоа мора да се работи и на државно ниво. Охридското езеро не е само на Охриѓани, Охридското езеро е на цела наша држава. И овие негативни информации не се само во нашава држава, не се само во Македонија, значи се бори светот, се бори со овие лажни информации. Фала Богу што, ето да речеме на еден од социјалните медиуми, да не го именувам, веќе има кај што било кој може, значи не мора да сте вие стручно лице за таа дезинформација, да го пријавите значи да кликнете едноставно дека тоа е лажна вест. Се додаде значи во опциите дека може и такви работи да се пријавуваат, па од тука институциите превземаат одредени, значи се сигнализира до институциите, па превземаат одредени мерки. Така да штети има, не дека нема. Меѓутоа континуирано се работи, се трудиме сите заедно, значи локално и се трудиме од локално ниво да ја пренесеме нели на државно ниво. Повеќе фактори се вклучени тука, вклучени се и министерствата, значи институти различни, па излегуваат со различни истражувања. Имаме значи и различни тип на студенти кои што вршат одредени да речам истражувања, па дипломираат на таа тема, па уште по детално, што не мора секој пат да значи дека секоја и негативна, јас пак ќе го речам, негативната информација го имплицира сега во овој дигиталниот свет, предизвикува повеќе привлекување на кликање, што повеќе кликања. И со самото тоа што станува, со самото тоа што повеќе се клика на таа негативна дезинформација, па од друга страна, долгорочно, ако го ја побиеме, значи имаме пак во моментов сме имале негативна импликација, меѓутоа долгорочно пак сме го побиле, а се трудиме од петни жили сите, да и го побиваме најчесто, ево годините уназад го покажуваат, тоа се бориме заеднички сите. Да, спротивното, јас сум оптимиста вечити, така да сметам дека само мора многу да се работи. Многу да работиме на тоа во секој случај. ТВМ како професионален и одговорен медиум преку ЕЦР алатката спроведе анкета. Ги запрашавме граѓаните дали се свесни за дезинформациите, дали ги препознаваат и како тие влијаат врз туризмот. Во продолжение да го погледнеме прилогот кој што го изработивме. Граѓаните потврдија дека се сретнуваат со голем број дезинформации кои прават штета на туристичкиот углед на градот Охрид. ТВМ телевизија спроведе анкета за дезинформациите кои се однесуваат на туризмот. На прашањето колку често се сретнувате со дезинформации, лаги, невистини, манипулации во медиумите, 52% од граѓаните одговорија дека често се среќаваат со дезинформации, 44% одговорија дека постојано се среќаваат со дезинформации, а само 3% одговорија дека ретко сретнуваат лаги. Во однос на прашањето има ли дезинформации кои се пласираат пред почетокот на туристичката сезона, дури 97% од испитаниците одговорија дека има голем број дезинформации поврзани со туризмот во Охрид, кои најчесто се пласираат пред почетокот на туристичката сезона. Само 3% од испитаниците одговорија дека не сретнуваат вакви дезинформации. Во однос на прашањето кои дезинформации поврзани со туризмот се најзастапени, 46% од испитаниците велат најзастапено е споделувањето на фискални сметки од угостителски објекти, со кои што се тврди дека Охрид е најскап град. 36% од испитаниците сметаат дека најзастапена дезинформација пред сезоната е езерската вода е загадена. 14,7% одговорија дека има голем број дезинформации поврзани со
змиите во езерото, со кој што се шири стравка и туристите. Најголемиот дел од испитаниците велат дека има големи последици од дезинформациите врз туристичката сезона. Имено 70% од граѓаните велат има последици врз туризмот од пласирањето на дезинформациите, а само 4% сметаат дека нема последици. Дел од граѓаните, поточно 17%, се изјаснија дека не знаат дали има последици. На прашањето дали вие вашиот бизнис го имате почувствувано влијанието на дезинформациите, 44% од граѓаните одговорија со позитивен одговор, дека почувствувале последици од дезинформациите, 4% дадоа негативен одговор, односно дека немаат последици. 3,7% велат индиректно почувствувале последици и исто толку 3,7% почувствувале негативни последици како стано издавачи. На прашањето според вас какви последици имаат дезинформациите врз туризмот, 29% од испитаниците одговорија дека една од последиците е градење лоша слика за градот Охрид. 27% сметаат дека со бројните дезинформации се урива угледот на градот Охрид. 23% сметаат дека се предизвикуваат финансиски штети врз локалното стопанство, а 20% велат дека токму поради дезинформациите се намалува бројот на домашните туристи. На прашањето кој најчесто пласира дезинформации за туризмот во земјава, дури 30% од испитаниците сметаат дека дезинформациите ги пласираат платени портали. 27% вината ја лоцираат во социјалните медиуми. 19% велат дезинформациите ги пласираат домашните туристи. 11% велат тоа го прават платени туристички агенции. А 14% велат дезинформациите ги пласираат новинарите. Граѓаните стануваат се посвесни за дезинформациите кои ги преплавуваат социјалните медиуми. На прашањето како треба да се бориме со дезинформациите и манипулациите, 39% од испитаниците сметаат дека треба да се проверуваат пласираните информации. 37% велат граѓаните треба да се информираат од професионални медиуми. 22% сметаат дека се потребни едукативни кампањи. Само 2% од испитаниците сметаат дека треба да се поднесуваат пријави за пласирањето лажни вести. На анкетата на ТВМ телевизија најголем дел од испитаниците кои што се одзваа се од градот Охрид, односно 93%, додека само по 3% од општините Струга и општина Дебарца. 83% од граѓаните кои одговорија на нашата анкета се на возраст од 36 до 55 години, 17% на возраст од 28 до 35 години, а 13% над 55 години. Речиси идентично 51% мажи, а 49% жени. Од спроведената анкета може да заклучиме дека поголемиот дел од граѓаните се сретнале со бројни дезинформации поврзани со туризмот и дека истите прават штети и врз градот и врз локалното стопанство. Еве не повторно во студиото, во овој наш дел, на крајот од самата емисија, би сакала да ве запрашам, што мислите? Кој ги пласира дезинформациите и лагите во етерот, денес најзастапени на социјалните медиуми, на социјалните мрежи, Facebook, Instagram и така натаму? Дали тоа го прават домашните туристи? Дали тоа го прават туристички агенции со намера да се направи една негативна пропаганда, па да се избегнува Охрид како туристичка дестинација? Или можеби новинарите? Па јас сметам дека мора да ги поделиме сите тие дезинформации во повеќе категории. Има некои, како што кажав претходно, има намера да оштети одредена дестинација, па преку одредена, значи, тотално неточна информација, како пример во рибите во ајкулите во езерото, правиш одредена, значи, сензационална вест, меѓутоа таа е лесно побивлива информација и на тоа е со краток рок. Меѓутоа има информации кои што има медиуми кои што ненамерно прават штета со одредена половична информација. Пример, ќе кажам, пред сезона стално се пласираат информации од медиумите, од сите медиуми, дека сезоната во хотелите ќе биде по знак прашање заради недостаток на персонал. Има доволно побарувачка, меѓутоа персонал фали. И за таа ние сме се снашле, значи, низ годиниве, можда на потежок начин, меѓутоа
сме го издржали тој процес. Дополнам овде, дури имаше Да. дека Охриѓани оваа година ќе имаат лоша услуга бидејќи Да. деца ќе Да. бидат носители на угостителските услуги. Дури и такви информации. Ненамерна, значи, интервју со хотелиер, ќе ви каже дека е тешко, меѓутоа таа информација може да Се изобличува, изобличува се и да врти. ти едноставно ќе речеш во таа дестинација не одам пошто нема да имам Лоша добра услуга услуга, ќе одам во има. Хрватска, таму се келнерите. Така. Са Така, има и то се одразува, и тоа е дел од тие манипулативни вести. Са има и трета работа, има и манипулативни вести со точни информации. Пример, се мери водата на едно место и се пласираат комплетно слика за целото езеро. Така. Тоа е фактички Така. намерно Манипулација. malfunction, фактички информација за да Да. одредена дестинација се декласира. Да. Тука е борбата наша, тука треба ние најмногу да Да, ама не работиме. ми одговориш на прашањето. Кои се? Кој ги пласира? Има различни, значи има и домашни гости, ние претежно се таргетираме кон домашните гости, значи тука ни значат многу во однос на тоа каква перцепција има. Меѓутоа кажав, и странските гости пишуваат, меѓутоа не ги гледаме тие информации директно ние. Да. И не засега, меѓутоа според мене тие треба да не засегаат многу повеќе него тоа што пишуваат домашните гости кои по дефолт тие што го познаваат езерото, тие што ги пишуваат не ствараат погрешна слика. Многу малце влијаат. Меѓутоа странските гости кои се лимитирани во однос на бројка во однос на целиот свет, информациите од странските гости на TripAdvisor и на сите тие медиуми ствараат многу поинаква слика. Да, и- ама и јас по- немам впечаток дека тие напишале нешто вакво. Критичната маса Значи, тука е многу некако- поголема на потенцијалниот развој на туризмот од тие гости него од нашите. Тоа е малце нашите. Тоа не удира во странските. Така, но јас имам впечаток дека некако странските гости, кога и да сме биле во контакт со нив, било да ги снимаме, да ги анкетираме, да ги интервјуираме, нивниот впечаток за Охрид е дека е еден од најубавите градови кои што го виделе. Дефинитивно. И така треба да го презентираме ние. Ретко, значи, од нив може да слушнете некоја поплака. Не смееме према гостите ние да искажуваме негативни. Освен за инфраструктура и патишта, јас стварно Да. не сум, немам впечаток дека тие ги пишуваат. Повеќе се кој ги пласира? Така, западноевропските гости доаѓаат овде во голема мера. Сега, после неколку години веќе сведоци сме дека имаме гости од Западна Европа организирано кои што доаѓаат. На почетокот пред 10-13 години после стагнацијата на наплив на такви гости, нели, Така. соседството и ситуациите кои што се случува, доаѓаа гости дури без очекувања. Значи, таа помлада генерација која што не слушнала за Македонија, која првично била во рамките на една друга држава, доаѓаа без никакви очекувања. Сите оние кои што ќе дојдеа тука, доаѓаа со авантуристички побуди да видат што ќе да дојдат да доживеат, меѓутоа да дојдат на Непроверено, непроверено. непознато. Да. И после тоа импресиите беа феноменални. И до ден денес, значи првиот впечаток може да биде само прв впечаток. За жал, нашиот прв впечаток на Најчесто е патот и- инфраструктурата да, не го дава тоа, инфраструктурата е меѓутоа лоша. градот Охрид има таква моќ после нивниот 7 или 10 дневен престој, 99% од гостите се задоволни. Она што го плаќаат и квалитетот за она што го плаќаат го добиваат. Меѓутоа Така. и градот она што го нуди има уникатни работи кои што не можат да ги видат никаде во светот. Меѓутоа да се навратам за дезинформациите. Јас тоа е толку голем феномен што не можам да го разберам затоа што не носи бенефит на никого. Вашата куќа пред извесен период имавме и прилог. Значи ние како туроператори на ТУИ, еден од најголемите, можеби најголемиот туроператор во Европа, имаше вест пласирана дека летовите за Охрид се прекинати и нема да продолжат. Тоа беше не од вашата куќа, него имаше вест. Некој портал. Вашата куќа реагираше, јас имав интервју и што кажавме. Значи беше сменето TUI UK кој што лета веќе трета сезона ќе лета во Охрид, заради немање на слотови на аеродромот во Лондон, ги пренасочи летовите ќе бидат во Манчестер. Значи нема никакви прекинувања, него пренасочување на летовите од Лондон во Манчестер заради технички воздухопловни услови, немање слотови и така натаму. Меѓутоа тоа во јавната се пласира, се прекина летови. Што е тотална лага. И носи една друга порака во... Друга порака, Така е. сосема. Значи, ево ни споделивте уште една интересна дезинформација која
Така е. И тоа нема врска со прекинување, само Така. пренасочување. Бројката на туристите напротив ќе биде поголема, очекуваме поголем број на летови и поголем број на туристи, меѓутоа во јавноста се пласира нешто друго. И вест која што те вознемирува, која би ја прочитал, Така ако е. си врзан со угостителство, а сите на некој начин живееме од тоа. Има и голем со број на туризам. има голем број на портали во државава кои што се one man show и мислам дека тие се најголемите споделувачи на дезинформации, а сериозните медиумски куќи мислам дека не си даваат за право да пласираат такви непроверени информации, меѓутоа овие мали некои портали кои што трчаат за читаност и тука Кликбейт, гледаат наслов, да за заработат, да. Има кликања денес. Тие ги пласираат тие дезинформации, кои што не носат бенефит на никого. Дури и на нашите сограѓани од другите градови, Охрид да биде празен, не им е во прилог. Затоа што тие дезинформации, сведоци сме дека 50% од становите не се на охриѓани, него се на на луѓе од Скопје, од Битола, од Така, другите градови. така. Ако градот Охрид го бие неубав глас и ако има ајкули во езерото, и нивните станови нема да може да си ги изнајмуваат како што Точно го како прават. што ги издаваат. Значи тоа не носи Многу бенефит убав на никого. одговор. Да, одлично. И за вас, Сахова, истото прашање, кој ги пласира лагите и дезинформациите во туризмот? Па да не се повторуваме, ама пак би се согласувам со ова. Портали, еднодневни јас би ги нарекла краткорочни портали, Така. кои што, ето, за повеќе кликање шират такви дезинформации, меѓутоа, сепак, во дигитална ера и тие дезинформации веќе полека и тој дел, бидејќи не сме само ние кај што се шири таа дезинформација, на глобално ниво е тоа, Така е, и цел веќе светот интензивно преплавен. се работи да се тие дезинформации, значи да се анулираат колку што може, значи да се сноси таа одговорност за таква лажна информација која што негативно имплицира пак го засега некој друг. Така да тоа пак ќе речам, ќе го имало и претходно, ќе го има и во иднина, останува на нас таквите негативни дезинформации да ги сработиме, односно да ни дадат поттик да бидеме уште подобри од тоа што сме биле претходно и да ги сузбиеме. Ви благодарам многу на тројцата за издвоеното време. Навистина имавме убави и истрпни одговори на навистина убава дебата. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Мојата порака за крај од оваа емисија ќе биде читајте, но не верувајте. Секогаш проверувајте ги дали информацијата содржи факти и официјални извори. Довидување.